Добар е, криптоентузијасти од убавата Валета и од нашиот хотел. Само на кратко еден интересен апдейт, затоа што гледам дека многу од луѓето се и понатаму страшно исплашени. Знаете како, во овој период, кога веќе отприлика знаеме каде се тоа се движи, оние кои што се полого време на пазарот нормално знаат и што ќе се случи, така да никој од нив не се плаши, секој од нив користи ова време за акумулирање нормално и понатаму знаете и сами дека ова не е финансиски совет. Но, за оние кои што се нови на пазарот или оние кои што, например, ова им е прв циклус, доаѓаме во ситуација каде што веќе имате некоја сума, препоставувам инвестирано, веќе имате и некој дел од таа сума во профит и сега верувам дека доаѓаме во ситуација каде што се плашите, нели? Што ако пазарот се коригира надолу, што ако ова што сум го направил го изгубам, а не извадам никаков профит. Веќе разговаравме во неколку наврати, вклучувајќи го видеото кое што погледнавте денеска во 12 часот, како и претходни неколку видеа, за тоа дека потенцијалот на пазарот од овој момент натаму, од историски аспект и од сето оно што буквално ни го покажува економијата, како повторно ќе напоменам, оние макроелементи на намалување на цената на горивата, Федералната резерва и промената на политиката нејзина, самиот фактор дека имаме два големи бул, да речам, катализатори, а тоа е халвингот и институциите на пазарот, да го забораваме сето тоа на момент. Така, она што треба да го сватиме во оваа ситуација е дека да го пропуштите овој пазар сега би било жално. Да, разбирам, можеби некој од вас е 2x, 3x во профит и сега моментално се тоа звучи проблематично. Значи, верувам дека се осеќате ризично, едноставно не знаете што би се случило, што ако пазарот падне, што ако имаме рецесија и така натаму. Но во овие ситуации не сте само вие, сите сме. Има многу луѓе со многу поголеми пари кои што се влезени во овој пазар. И една работа која што треба да разбереме е дека паниката е најлошото нешто кое што може да го направите во овој момент. Не само во овој момент, во било кој, но во вакви клучни моменти каде што пазарот стагнира, се коригира, многу често само поради фактот дека тоа го прави во подолг временски период, предизвикува паниката кај вас да ескалира. Зошто го велам тоа? Значи, верувам дека оние кои што се нови на пазарот цело време се во портфолиото. Верувам дека тоа го прават секој ден, цел ден постојано. Рефреш на портфолиото, докаде е, порасна, падна и оваков тип на пазари, како што моментално го гледаме ова, каде што цените се движат 3% нагоре, па 4% надолу, па 2% нагоре, па 3% надолу, едноставно предизвикуваат иритација. Од друга страна гледате како вашето портфолио постепено се цеди, така. Значи денеска изгубило 2% и утре изгубило 3% и вие постојано практично се повеќе и повеќе го зголемувате стравот дека може нешто лошо да се случи за вашето портфолио. Значи повторно, јас не ви кажувам што да правите, ни по точка разно не ви кажувам, нели, дали да купувате или не. Но во овие ситуации затоа и го направив она видео кое што објаснуваме за како да изградите своје портфолио и како да гледате на вредноста на вашето портфолио надвор од оквирот на доларот. Ќе го ставам на крајот од ова видео во предлог, да може да го погледнете, оние кои што не го погледнале, каде што детално објаснуваме дека доларот е само една верзија на вашето портфолио. Доларот е само една страна од целата оваа, да речем, равенка од овој начин на инвестирање кој што вие го правите. Многу битно што треба да разбереме сега е дека доларот моментално ви е најголем пријател кога гледате на доларната вредност на вашето портфолио. Затоа што поради X причини кои што веќе многу пати сме ги објасниле и понатаму доларот останува јак на пазар. Така. Што значи дека почнувате да го чувствувате она чувство дека а што ако се коригира пазарот и изгубам се што сум моментално ставил. Значи ова не е прв пат, ова многу пати се случувало на пазарот, оние кои што се полого на нашиот канал знаат дека веќе се случило и многу од нив буквално продале поради оваа паника. Значи гледаат дека се добро во профит, гледаат некоја корекција. Тука е разликата помеѓу трговци кои што знаат што прават и постојано се пред компјутер и луѓе кои што се прв пат на пазарот и мислат дека можат да ги користат овие свингови за да продадат повисоко па купат пониско и така да го зголемуваат на некој начин своето портфолио во овој пат нагоре. Така. Каде е овдека проблемот? Од досегашните искуства, посебно во криптосекторот, а јас лично сум активно во овој сектор повеќе од 5 години, а го следам уште од 2017 година. Она што може да ви се случи, а најчесто се случува, посебно на оние кои што се неискусни или пак на оние кои што
не се постојано пред компјутер. Значи пак ќе напомена, ако сте трговец, ве разбирам. Нормално, свинг тргувањето, дури и секојдневно тргување е направено со цел да направите профит и да го зголемите вашето портфолио. Да, но доколку професионално се занимавате со тоа, доколку ови рекреативно или го користите за инвестирање, било каков тип на напуштање на вашите позиции може да резултира со, еве ќе ви кажам прост пример. Значи вие сте добили некој профит во одреден коин, сте го извадиле тој профит и сега според вашите аналитики очекувате дека овој коин ќе почне да се движи надолу. Што се случило меѓувреме? Добиваме некаква позитивна вест на пазарот, некаков бул момент и едно време овој коин кој што се коригирал повторно е во нагорна линија и отишол уште да речем 30% нагоре од моментот каде што вие сте го продале. Што правите сега? Сега доаѓаме во ситуација во која што купувате на многу повисока позиција и сега сте намалиле количината на коини кои што претходно се ја имале. Се разбираме? Значи вие сте имале профит и се уште се во профит, но сте изгубиле едно големо парче профит кое што би го добиле потенцијално кога би останале на пазарот. Значи моментот да ги подобрувате вашите позиции со продавање на свингови горе и доле е добар, но само доколку сте професионални се го правите тоа постојано. Многу често се случува, значи верувајте ми, од коментарите кои што ги добивам од луѓето кои што следат нашиот канал, дека буквално ова им се случува постојано, се разбираме? И зошто е тоа така? Вие моментално одите на работа, така? Што значи дека вашето портфолио, ако вие сте излезе во позиција, во наредните 8 часа вие не можете да следите постојано. Многу ретко некој може на работно место да следи постојано што се случува на пазарот, да купува и да продава, така? Освен ако тоа не е неговата работа. Што значи дека многу лесно може да се случи баш ова што ви го кажав како пример. Се разбираме? Значи тоа е едно од работите кои што постојано ги кажувам. Излегување од позиција во оваа ситуација кога пазарот е крајно пасивен, може многу да ве кошта. Затоа што уште еднаш ќе напоменам. Оние кои што биле во претходните бул маркети знаат за што зборувам. Се случува во неколку дена да добиеме позитивно движење на пазарот како што не сме виделе во последните 6 месеци. Тоа е класична појава на еден бул маркет, затоа што моментално се движиме кон бабл територија, која што никој не може да ја предвиди. Значи, споредбено со претходните 3 циклуси имаме ситуации во кои што, 2017 година, не знам дали го следевте тоа, јас на пример го следев не толку активно, но го следев самиот пазар. До така речено втората половина на 2017 година, цената на биткоин се движеше негде околу 6 до 7 илјади долари. Значи, скоро и да не успеа да пробие на 6.000 долари. Од почетокот на втората половина од 2017 година, за само неколку месеци цената достигна 20.000 долари. Се разбираме? Со тоа што замислете колку беа дневните скокови на цената. Каде од 6.000 сме пристигнале до 20.000. Практично сме се зголемиле повеќе од 3 пати во портфолио и тоа зборуваме само во биткоин. Замислите останалите коини, така? Значи, оно што сакам да го кажеме дека се наоѓаме во ситуација каде што ваков тип на тргување е крајно непродуктивно баш заради тоа, затоа што вие не знаете кога потенцијално пазарот би се придвижил и немате појма колку пазарот ќе се движи нагоре. Но знаеме дека ќе се движи, така? Значи, повторно, никогаш не можеме да знаеме со апсолутна сигурност, секогаш постои оној процент дека можеби ќе се случи нешто што не го очекуваме, како на пример рецесија за која што разговаравме, така? Но во исто време многу е поголема веројатноста, затоа што на нашиот канал работиме со веројатности и во однос на претходните искуства од историските случувања во цената на биткоин и алткоините, се наоѓаме пред масивен момент. Дали ќе биде утре, дали ќе биде по 3 месеци, дали ќе биде по 6 месеци, истиот ќе дојде. И затоа јас го користам овој момент, наместо да се фокусирам на вредноста на портфолиото, прво се фокусирам на количината на коини кои што ги имам. Се разбираме? Значи, во оваа ситуација што би ви предложил? Тоа е она што јас го правам. Наместо да се фокусирам колку е вредноста на моето портфолио, исто како и вашите, и моето портфолио моментално отприлика околу 35% изгуби во вредност од март до сега. Значи, за овие 2 месеци изгуби околу 30%. И јас воопшто не паничам. Значи, и со овие 30% изгубени, јас сум во масивен профит затоа што купувавме на апсолутно дно. Оние кои што инвестирале во март, сега се во загуба, нив ги разбирам, но тоа не значи дека тука ќе заврши работата, се разбираме. Во најлош случај, вие сте веќе во загуба, се разбираме. Корекцијата е оприлика веќе направена. Дури и да е нешто подлабока, значи, тоа нема да ви промени многу, вие секако сте во загуба. Идејата е дека на некој начин наједноставно што може да направите е да почекате овој пазар да се врати во позитива.
Нормално причините поради кои што би се вратило позитива веќе длабоко ги обработивме во многу видеа наназад, затоа нема да навлегувам во нив. Ора што сакам да го кажам е дека од логичен аспект, значи едноставно не можам да разберам зошто луѓето би продале сега. На страна од сето тоа, го гледам портфолиото во однос на тоа колку големи се моите торби. Значи гледам што дополнително би сакал да имам. Дали имам доволно од оваа категорија, дали имам доволно од онаа категорија, дали имам доволно од овој проект, дали сакам да додадам некој нов проект во моето портфолио, дали цената на тој проект моментално мене ми одговара, дали корекцијата која што ја направила во оваа корекција на целиот пазар е доволна за да го ставам во моето портфолио. Значи тоа се прашањата со кои што јас моментално се занимавам. Скоро и да не обрнувам внимание на доларната вредност на моето портфолио. Затоа што уште еднаш ќе напоменам. Само прашање на време е кога конечно ќе се промени целата ова, да речам, лоша политика на Федералната резерва кон позитивна за нас и на тој начин практично ние ќе дојдеме во ситуација каде што нашето портфолио нормално дека ќе порасне на доларна вредност, се разбираме? И друга битна работа. Значи фокусирајте се на едукација. Гледате дека моментално пазарот е крајно незаинтересиран за крипто. Така, баш во вчерашното, тоест во сабајлешното видео за техничка анализа, покажавме дека и по Google Search, и по Bitcoin Sentiment, и по многу други алатки, многу е намален интересот за криптовалутите. Зошто е тоа така? Затоа што немаме цена. Интересот за секое добро доаѓа кога неговата цена ќе почне да се движи во нагорна насока. Во оваа ситуација ние без прекин чекаме тоа да се случи, но додека се случи и додека овој интерес е мал, сега е моментот за едукација. Се разбираме, оно што јас постојано го кажувам на мојот канал. Значи, моментот кога се наоѓаме во најдлабок bear market или за времето на да речем bear market кога се минеме онаа една година надолу, тоа е одличен период за учење. Значи одличен период да видиме што се случува, да научиме како функционира циклусот, каков тип на технологија е ова, какви категории има, кои проекти се шампиони во која категорија и така натаму. Додека обратно во оваа ситуација, сега се наоѓаме пред почетокот на најдобриот дел од bull маркетот. Значи уште еднаш ќе напоменам, поголемиот дел ова сте во профит. За жал, се уште постои една мала количина на луѓе кои што сега влегле на пазарот, но оние кои што сте во профит, искористете ово време за надградување. На нашиот канал има скоро 1000 видеа. Овие 1000 видеа се направени со цел да ве едуцираат. Значи сега, кога пазарот стагнира, имате доволно време да ги истражите останатите категории. Можеби некои проекти кои што досега сте размислувале, но не сте имале време да ги истражите. Користете во овој период, прво, да го тргнете својот ум од постојано мислење на доларната вредност на вашето портфолио, а второ, ова е моментот за едукација. Значи, bear market, почеток на bull market, време на халвинг, тоа се одлични моменти за едукација. И колку повеќе се едуцирате во оваа сфера, толку подобри одлуки може да донесувате, се разбираме. Значи, не постои ништо брзо, ова е маратон, посебно оние кои што следат нашиот канал го знаат точно што зборувам. Значи, крипто не е спринт, нема профит преку ноќ, но оние кои што го следат нашиот канал во целото ова време, во целиот овој bear market, сега се во солиден профит и знаат точно што зборувам кога станува збор за овој дел на маратон. Што значи, сега имате солидно време да ги погледнете оние работи кои што сте ги размислувале, но никогаш не сте имале време да ги земете во своји раце. И уште еднаш ќе напоменам, значи оваа едукација, без разлика дали е од мојот канал, без разлика дали е некој друг канал, се што може да ви послужи за едукација, за економија, за финансии и за блокчейн технологијата, може да ви помогне во надграба на сопственото портфолио. Колку повеќе едукација, толку повеќе едуцирани потези ќе правите на пазарот. Затоа што веќе ќе имате сигурност, вие ќе знаете што правите, ќе знаете во што вложувате и зошто, ќе знаете во кој дел од циклусот сме, ќе знаете како се движи економијата, ќе знаете да одредите веројатност за тоа што потенцијално би се случило, ќе знаете да го одредите ризикот на проектите во кои што влегувате. Но сето тоа доаѓа само преку едукација. Значи, многу од луѓето кои што ми поставуваат прашања или ми праќаат пораки од типот кажи ми што да купам, тоа е најлошата работа која што може да ја направите. Јас ќе ви кажам еднаш, и вие ќе купите и можеби ќе бидете во профит. Но вие прво не знаете ни кога да продадете. Не знаете ни што е тоа што сте го купиле. Ниту пак знаете зошто е во профит. Дали е тоа поради квалитетот на проектот, дали е поради макроекономски случувања, вие не знаете, се разбираме. Така да во оваа ситуација што еднаш ќе напоменам.
Едукацијата е главниот момент кој што се обидувам да го остварам за македонскиот народ. Не профит краткорочен, каде што, да речем, вие би направиле профит во овој циклус, не моментално само колку да помине се тоа, значи криптотехнологијата е тука за да остане. Значи ние се наоѓаме на самиот почеток на еволуција на технологијата каква што не сме виделе уште од измислувањето и пуштањето на интернетот во широка употреба за народните маси. Се разбираме. Значи дека ние се наоѓаме на почеток на ова поле, имаме шанса да инвестираме кога луѓето се уште не ни знаат за сето ова. Имате само 4% од вкупното население во светот кои што инвестирале во ова. Тоа треба да ви кажува се што треба да знаете за тоа каде ова се движи. Се разбираме? Така да, уште еднаш ќе напоменам. Едукација, едукација, едукација. Само едукација може да ве стави пред останатите. Само со едукација можете да ги донесете правилните одлуки за себе си, без при тоа да треба да слушате, без разлика дали е гемиџијата, дали е Мерцедесот или Теслата. Значи, само кога ќе научите како сами да инвестирате, како сами да знаете кога треба да извадите профит, кога треба да промените, кога треба да влезете на еден или друг пазар, само тогаш на вистина, значи сте научиле лекцијата која што се обидувам да ви ја дадам. Се разбираме? Значи, идејата на каналот е долгорочно да ги научи македонците како да инвестираат, како да размислуваат финансиски и како да настапат, тоест едноставно како да постанат финансиски независни. Така да уште еднаш ќе напоменам, се што барам од вас е да ми помогнете целата оваа материја која што јас ја правам бескрајно, значи со часови и часови и часови, да ја споделиме со што повеќе македонци. Не ме интересира ниту една друга националност, ова го правам на македонски јазик за македонците ширум светот. Така да, помогнете ми да помогнеме на што повеќе македонци, затоа што на крајот од денот јас не сакам македонците да бидат како и секогаш оној капитал за излез од пазарот кој што за жал ќе дојде момент каде што ќе мора да го направиме и тоа. Едноставно некој да влезе за ние да може да испаднеме со профит од овој пазар. Така да помогнете ми да помогнеме на сите македонци. Тоа е се гледаме во сабота, уживајте во нашата работа како и секогаш, за жал верувам дека во текот на утрешниот ден нема да успеам да направам видео, ако успеам ќе го добиете, гледате и сами малку е хектична оваа недела пред доаѓањето во Македонија, но како и да е, работиме на случајот, значи добротворната акција е во тек. Во исто време се спремаме во однос на остатокот од материјалот, ако евентуално успеам да направам нешто додека сум во Македонија. Како и да е, уживајте како и секогаш, се гледаме во сабота во Скопски градски парк, веднаш до Даскалот, да му покажеме дека се уште одат гемиџии по светот. Ви благодарам и се гледаме. Поздрав од Крипто Гемиџија.